Мојот следен соговорник дипломирал на Природно-математичкиот факултет во Скопје на Институтот Географија. Магистрирал и докторирал на Оксфорд. Автор е на над 150 научни трудови од областа на животната средина и просторното планирање, како и 9 монографии издадени од меѓународни издавачки куќи. Во 2019 година е прогласен за секојдневен херој од страна на Европската Унија. Од неодамна е избран за член на Академијата за општествени науки во Обединетото кралство. Добре е за Стефан Бужаровски. Благодарам, добро ве најдов и благодарам многу за поканата. Професор доктор Бужаровски, кои се предусловите, перформансите што еден научник од Македонија успеа да се стекне со титулата академик во Академијата за општествени науки во Обединетото кралство? Јас бев номиниран од страна на Кралското географско друштво во Обединетото кралство и пред се сум многу благодарен за таа номинација. Се разбира, основен критериум, како што ми кажа тие при номинацијата, е не само оној академски ангажман, туку ангажман во јавната сфера, во јавната политика, во смисла на влијање и ангажирање со темите кои што ги засегаат граѓаните. И тоа е оно што секогаш ме водело мене. Јас не сум некој што сака само да истражува, туку многу ми е битно да можам колку што, разбира, со своите капацитети, да бидам вклучен во градењето на јавните политики. Зошто нашите умни, паметни луѓе многу полесно се препознатливи надвор од границите на државата, отколку дома? Не сум целосно сигурен дека е така. Се разбира, има многу можности секаде да се ангажираат нашите научници. Јас секогаш сум бил ангажиран тука и од неодамна бев и избран за визитинг професор, например, на Природно-математичкиот факултет. Така што постојат можности за работка тука. Се разбира, овде се едноставно помали институциите и ги има помал број. Затоа ми се чини, гледаме и дека има многу успеси на нашите научници низ светот, бидејќи има секако еден поширок опсег каде што може да се ангажираат и некој од нив, знам во моето поле, за нив специјалностите, значи полето на дејствување во науката, таму постои, може некои од тие субдисциплини не постојат овде. Од неодамна станавте и визитинг професор на Природно-математичкиот факултет. Во вашиот фокус на интерес е општеството. За она што денес се случува околу нас, велите, со какви предизвици светот ќе се соочи во наредниот период на социоекономски план? Како истражувач, како активист во областа на животната средина, јас прво ќе кажам, климатските промени се број еден проблем, што го конфронтираме секојдневно и што ќе се појачува. Некој ми кажа, и тоа е многу точно, уживај во ова лето, бидејќи ова ќе биде најстуденото лето во твојот живот. Или најстудената година. Нормално има варијации, но во просек температурите растат вртоглаво и нашиот капацитет како општество, како јавна политика, како економија, да се соочиме со овој горлив проблем, на глобално ниво, е несоодветен. И ми е страф и ми е жал за новите генерации што доаѓаат, бидејќи им го оставаме овој свет со тој огромен проблем, за кој што недоволно се ангажираме. Дали помалку несериозно ја сваќаме сериозноста на проблемот околу климатските промени? Да, во едно интервју кажав, тој филмот што беше со Леонардо Ди Каприо, нели со кометата, мислам дека беше многу добар така. Многу добро ја прикажа ситуацијата, бидејќи климатските промени не се нешто што има еден термин климатска амнезија. Значи тоа не е нешто што го може би од ден на ден го гледаме. Па еве моментално гледате, ова е доста релативно тука, значи доста врнежлива пролет, па и свежа пролет, па ќе кажеме па нема баш климатски промени,
но во просек температурите растат вртоглаво. Еве може да видите дека имаше мраз, значи во што сега нема овошки, нели, оваа пролет во Македонија во април. Тоа беше дел од тоа, бидејќи климатските екстреми се исто дел од тие климатски промени. Едноставно не гледаме колку тоа се случува, бидејќи се случува малку на релативно бавен начин и така дифузно, има екстреми, па некаде поладно, некаде потопло, но едноставно не делуваме доволно. Се уште се гори јаглен, се уште имаме газ, значи испуштаме стакленички гасови, возилата што ги возиме, сте на нафта и така натаму. Тоа требаше да престане, како да кажам, вчера, нели? Тоа е основниот проблем според мене. Професор Божаровски, вашите предвидувања се дека за 50 до 100 години во наредните 50 до 100 години во светот ќе дојде до пад на населението. Може ли да се спречи депопулизацијата на светско ниво, па и во Македонија, имајќи во предвид дека одредени предвидувања се дека и во Македонија ќе дојде до пад на бројот на населението? Тоа веќе се случува во големо и тука исто во овој случај во Македонија е проблемот, нели, на миграцијата. Но да, мора да го гледаме овој 20 век како еден чуден момент во историјата на населението, кога имаше таа демографска транзиција, поради која што, нели, дојде до нагло зголемување на населението од причина што се подобри животниот стандард, а наталитетот подоцна се намали и тој процес на намалување на наталитетот на разни места во светот доаѓа полека, значи тука се случи во Европа, во Северна Америка, но сега се случува и во Африка и во други делови каде што животниот стандард подоцна, нели, се подобро, иако се уште не е. Така што, да, ова е аномалија е овој 20 век. Ние ќе се вратиме на многу помал број на население, како што и било во текот на историјата, и некои го користат терминот, дури јас имав истражување минато, втора демографска транзиција. Значи, онаа првата која се зголеми, а сега поминуваме во втората на намалување. И тоа не е страшно самото по себе. Кои се причините за намалувањето на населението? Пред се намалува наталитетот. Значи, никој не сака да има сега повеќе од 2 деца. Значи, и толку дали има. Значи, затоа што од редица причини сакате, нели, да не влегувам, културни, економски и така натаму, морам да кажам, морталитетот исто се намалува и луѓето живеат подолго. Значи, оваа демографска транзиција не е баш дека, нели, од другиот крај, значи, на населението, дека порано имаше многу во рамките, нели, на историски, луѓето исто така пократко живееја. Сега, значи, имаме старење на населението, и тоа ќе трае, бидејќи исто се подобруваат, се разбира, здравствените услуги, но и од друга страна секако се намалува наталитетот. И тоа е една нова ситуација на која што треба да се приспособиме. Но сега се почесто се соочуваме со трендот на иселување од државата. Да, имаме тренд на иселување, а немаме тренд на вселување. Тоа сакам да го кажам од демографска гледна точка. И тука како тоа ќе се одрази врз државата? Тоа е проблемот, затоа што тој тренд на иселување е многу рапиден, значи многу брзо паѓа населението, и тоа значи посебно го знаеме сите, во помалите места тоа значи изумирање на економскиот живот, значи и се друго. Она што можеме да научиме од други земји во овој регион, например Полска е интересен пример, каде што тие успеаат тој тренд на иселување да го запрат последниве години. Значи, веќе немаат таков тренд на иселување, туку имаат ремиграција на значи, луѓето што се иселиле дел, но и на емиграција на луѓе од други држави, значи од Украина, па уште и понатаму. Значи, треба да размислуваме, тоа за мене во контекстот на Македонија е многу битно прашање, ако ме прашате, значи, како ќе се менаџира демографскиот елемент е апсолутно клучно во овој период, бидејќи
Знаете самите, има страшен притисок врз пазарот на труд, значи веќе компаниите не може да најдат работници. Професор Божаровски, едно од прашањата кои за вас се клучни е борбата со неправдите и нееднаквостите во општеството. Има ли начин за да се спречи овој тренд на социјално раслојување? Овој јас помеѓу богатите и сиромашните. Се чини како да исчезна таа средна класа. Да, не секаде, но генерално овие последниве години, значи последните 20 години на глобално ниво, социјалните нееднаквости растат, со тоа што општиот животен стандард се подобрува, генерално на светско ниво, но во рамките на тоа имаме растечки нееднаквости, посебно во некои држави, па вклучително и тука. Тоа исто, значи, многу долго и комплексна проблематика. Тука е пред се улогата на државата. И механизмите кои што таа ги има на располагање во даночната политика, но и во овој мој дел што јас се занимавам во просторната политика, она што значи во еден простор како Македонија, она што значи социјално раслојување е дел од пошироките, значи отсуството понекогаш на ефикасни политики за менаџирање и управување со просторот и со регионалниот развој, со урбаниот развој. Тоа придонесува тие нееднаквости да растат. Значи, дури во рамките на еден град како Скопје, каде што имате големи делови на градот, каде што се несоодветни условите за живење и има деградација на животната средина, но и пошироко е ако земете во државата, голема нееднаквост меѓу регионите и концентрација на активностите во едни региони за разлика од други, така што се разбира, државата има механизми и доколку има и волја, може, нели, и капацитет, се разбира, може да ги спречи тие раслојувања. Следите тренинг гостин во емисијата професор доктор Стефан Божаровски, он е одамна член на Академијата за општествени науки во Велика Британија. Господин Божаровски, од 1999 живеете во Велика Британија, Оксфорд, Лондон, последниве 12 години сте во Манчестер во рамки на вашата научна обсервација и животната средина, просторното планирање. Како се спојуваат енергетската ефикасност со традиционалните унифицирани фасади? Јас, например, сум имал можност многу пати да бидам во Лондон. Во Лондон речиси сите куќи се со идентична речиси фасада, во висината и градбата се речиси идентични. Што е она што еден Лондон успеа да го регулира согласно сите закони и прописи, а што е она што ние се издвојуваме, односно талкаме во тој дел? Да, сега тука би напоменал дека во однос на енергетската ефикасност во стамбениот сектор, Британија не е и баш најдобар пример. Таа има еден од во европски рамки еден од со најлоши перформанси стамбен фонд и именно тука е голем проблем точно тие унифицирани фасади, бидејќи таму е многу малку направено во однос на енергетската ефикасност, бидејќи надворешно не се изолирани, изолациите се внатрешни или со промена на дограмата, нели прозори, врати и така натаму, и тоа е се што се прави. Се разбира, кога се менува дограмата, има многу строги стандарди во одредени делови на градот, каде што постојат силни механизми за имплементација и контрола и регулативи, така што не може да ставите било каков прозор или било каква врата, таа мора да биде под некој стриктен стандард. Во случајот на Македонија, но и пошироко во Балканскиот регион, има многу предизвици во таа смисла. Стамбениот фонд, иако во дел не е со толку лоши перформанси, бил граден во на нерелативно квалитетен начин, стамбениот фонд има голема потреба за интервенции за подобрување на енергетската ефикасност, која што ќе донесе
бенефиции, придобивки за сите граѓани и за економијата и ќе ја намали потрошувачката на енергија. Како Лондон од метропола со речиси секојдневна магла и валка на Темза стана светска препознаена Темза, земја? за жал, се уште е валкана. Морам да кажам, тука има голема дебата во Британија, бидејќи реките се во лоша состојба. И тука е дел исто поради приватизацијата на компаниите, овие што се јавните предпријатија, водостопанските и така натаму. Но воздухот во Лондон е во многу подобра состојба од што беше. А тоа е пред се поради една серија мерки кои што се преземени во еден подолг период. Имајќи во предвид дека Скопје речиси секоја зима се гуши, имаме загаден воздух. Кој е главниот извор или кои се главните загадувачи? Велите Лондон успеа со одредени мерки да се исчисти. Да, иако не е перфектно ни во Лондон, морам да кажам, но далеку подобро се разбира, имаше во Лондон и процес на деиндустриализација, кој што помогна, бидејќи тамо и индустријата беше загадувач. Во овој регион, значи зборувам за Западен Балкан, пошироко има огромен проблем со аерозагадување. Тоа е и поради самите природни карактеристики на регионот. Имаме овие длабоки котлини во кои што се задржува студениот воздух во зима на дното од котлините и придонесува да се сите загадувачки материи да останат тука. Има многу веќе студии и истражувања, знаеме дека основните два проблема се пред се значи согорувањето на цврсти горива во домакинствата, пред се дрва и други видови на цврсти горива, и вториот проблем е сообраќајот. Овој првиот проблем поради пред се користењето на зголеменото користење на други видови на системи за загревање, инвертери, се намалува. Значи, јас го следам трендот во Скопје, например, и гледам дека последните, ова не е научно, гледам дека има еден тренд на намалување на загадувањето овие години, последниве. Тоа е благ тренд, но тоа е затоа што има промена во системите за грејење со клима инвертери. Но има се уште доста користење на цврсти горива, согорување на отпад на отворени површини и така натаму, придонесува кон тоа, а многу малку интервенции има во возниот парк. Тука е голем проблем, значи се додека не направиме трансформација на возниот парк кон почист возен парк, значи користење идеално на електрични, но барем на помалку загадувачки возила, ќе ги имаме овие проблеми тука. Професор Божаровски, во Скопје работите на проект поврзан со подобрување на капацитетите во македонскиот образовен систем. Со години, зависно од промената на гарнитурата, се зборува дека е неопходни се подобрување на состојбите во образовниот систем. Моето прашање е следно. Дали се потребни реформи или целосен ремонт на македонскиот образовен систем? И зошто, например, не нема на светските ранг листи? Нашите универзитети сепак котираат на тие листи, може би не на највисоките места, но успеваат да бидат некаде на тие листи. Сепак треба да сметаме дека тоа е сразмерно со тоа колкава средина сме и колку жители има тука и колкав е капацитетот. Јас морам да кажам, сум секој пат многу скептик кога ќе чујам целосен ремонт. Тоа никогаш според мене не е добра идеја, бидејќи често пати има некои добри работи што може да ги изгубите во тој процес. Според мене работи се движат во добра насока генерално, значи има еден процес на отварање на универзитетите, значи на зголемена меѓународна соработка, што е добро. Јас мислам дека има два основни, значи има повеќе, ми се чини помали промени се потребни. Една основна работа е што нема научен фонд, значи фонд за поддршка на научно-истражувачката дејност. Ако сакаме да ја градиме истражувачката дејност, јас сум вклучен во многу такви
како член на комисии во многу земји во скандинавските, во Франција, во Британија и така натаму, и гледам колку се тие важни за поттикнување на целата таа дејност која што понатаму нели придонесува да ви одите погоре во тие листи. Второ ми се чини треба поголема соработка меѓу самите универзитети. Како комуницирате со семејство на врни интелектуалци и креативни луѓе? Вашиот татко композитор Димитрije Бужаровски, мајка професорка на филолошкиот факултет, познатата професорка и писателка Румена Бужаровска, која е една од најатрактивните современи писателки, чии дела се преведувани надвор од границите и се продавани надвор од државата. Каков е тој спој на серија на научници? Да, и мојата сопруга исто е професорка во областа на животна средина. Не знам, значи тоа е се прашање на секој јас мислам е успешен без разлика дали е професор или било што, секој може да биде добар во својата професија, да даде најмногу од себе. Драго ми е што сме тука, што нели можам да доаѓам често, што можеме да се дружиме, што се вели. И драго ми е што имам многу драги пријатели тука. Сепак јас би рекол секој пат, значи тоа ми е основна девиза како научник, тоа е секој пат колективно, значи семејството се разбира, но и пријателите, соработниците, сите тука сме заедно и тоа ми е многу драго. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Академик Абдулменав Беџети, членот на Судскиот совет, судиката Антонета Димовска, која всушност поднесе тужба пред Управниот суд, како и професор доктор Стефан Бужаровски гостуваа во ова издание на Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време.